Дел од моите магистарски студии ги поминав на Универзитетот во Перпињан. Тоа беше одлично искуство за мене, затоа што можев пред се да живеам во едно место кое што е крстопат на различни култури, каталонската, шпанската, француската, во близина на море и на Пиренеските планини, значи еден преубав квалитет на живот. И исто така ми овозможи да направам еден контраст, една споредба меѓу пристапот и методологијата на учење на комуникација меѓу професорите во Македонија и таму, затоа што доаѓам од земја која што, како што знаете, била поранешна социјалистичка и комунистичка земја, во која што слободата на говор не била добро едуетена, напротив, постоела хиерархија во односот со професорите, така што мојот позитивен културолошки шок кога стигна во Франција беше токму таа слобода и поттик студентите да учествуваат активно во предавањата, да пишуваат, да се изразуваат, дури повеќе да говорат од професорите. И тоа особено ми се допадна. И после во рамките на истиот мастер не продолжив и мојот докторат. Дел од докторатот поминав на новата Сорбона Париз тројка во Париз, кој што за мене беше едно неверојатно искуство, затоа што уште од мала сонував да живеам во Париз и конечно тој сон се оствари. Јас би ги потикнала да заминат, затоа што кога веќе нивните родители взимаат кредит од банките за да ги платат екстремно скапите студии, особено на приватните универзитети во Македонија, тогаш би можеле со тие исти средства да ги платат не само студиите кои што се многу ефтини во Франција, туку и целиот нивен престој. А потом во Франција може да аплицираат за стипендии доколку имаат добар успех на универзитетот, но исто така и да уживаат цела една серија на поволности од типот на попусти во продавници, музеи, кино, но исто така и бесплатни спортски активности, бесплатни театарски работилници, кинематографски и така натаму, така што студентскиот живот во Франција е на доста висок, завидно ниво, нуди добар квалитет и можности понатаму за вработување. Се сеќавам дека уште во Сорбона во 4-та година студиите, многу студенти веќе одеа на стаж во фирми, така што мислам дека не треба тука да Македонија е прекрасна земја, но за жал нашето високо образование е малку назад. Во Франција најголем впечаток ми остави нивниот ентузијазмот на француската култура, динамиката и вербата и желбата дека можат работите да се сменат, дека светот може да се направи подобро место за живење, дека општеството може да функционира, таа неуморна желба да се работи, да се движат работите. Ми се допадна особено таа нивна раздвиженост секој утро кога мириса на круасан, на багет, на кафе, нивната желба да се прави нешто позитивно и конструктивно. Од тие работи што не ми се допадна, навистина не се сеќам. Не ми се допадна тоа што морам да се заминам од Франција.